Македонскиот народ со векови се борил да добие своја држава, затоа дал многу жртви, преживувал невидено страдање, неправди и негации. По многу години конечно се изборевме да бидеме свој на своето, но потоа се случи еден многу чуден процес кој се уште трае. Еве како денес изгледа Македонија. Ќе направиме мала прошетка од Скопје до Битола преку Стража. Тргнуваме од населбата Ѓорче Петров кон Тетово. Излупените стари знаци ни го покажуваат патот. Вака изгледа северниот главен влез и излез на Скопје. Огромна депонија непосредно до патот. Ова го гледаат и сите странски туристи кои од тука патуваат кон Охрид. Вака е со години. Политичарите очигледно не се ни трудат да откриат кој ни ја валка државата. Еве ние повторно ќе им помогнеме. Среде бел ден маж спокојно во количка носи ѓубре до дивата депонија. Ова е казниво со закон. Прави и дополнителен прекршок, ја загрозува безбедноста во сообраќајот со цел што побрзо да се ослободи од отпадот. Вак изгледа дивата депонија од озгора. Ова е влезот на главниот град на независна Македонија. За да биде уште помизерно придонесуваат и старите излупени билборди. Во речиси сите странски градови на ваквите места има промотивни паноа за туристичките места или символите на градот. Кај нас тоа изгледа вака. Од друга страна пак ова има и некоја чудна символика со реалноста. Продолжуваме кон Тетово. Високата и неискосена трева на автопатот не успева докрај да го скрие ѓубрето. Валкано и по средишниот дел, слично е меѓу Тетово и Гостивар. Изгледа како со години тука да не е исчистено. Вакви валкани автопати веќе нигде не постојат, освен кај нас секако. За 30 на минути пристигнуваме до Гостивар, покрај главниот пат нови диви депонии, покуќени на градежен шут отпадоци. Душмански се уништува оваа наша земја, невидена девастација. За кратко продолжуваме кон Националниот парк Маврово. По 10 минути возење наидуваме на нов пораз. Ова е патот кон Маврово, а ова е тоа што несовесните граѓани и одговорните служби го направиле на природата. Веќе шолја гордо си стои покрај патот. Меѓу купиштата ѓубре има и мртви животни. Тоа што го гледаме буквално боли. 20 на метри подолу уште повеќе ѓубре. Каде и да се завртите отпадоци. Ова е пред можеби нашиот најубав национален парк. Природата како од бајка, а депониите како од хорор филм, од кој никако да се разбудиме. Ѓубрето е веќе всадено во почвата, а тоа е доказ дека со години тука не се чисти. Од птичја перспектива се гледа дека не е само една, туку во прекрасната планина има голем број диви депонии. Самите себе сме си неголеми непријатели. Вакви или слични купишта отпад има практично низ целата држава. Ситуацијата е навистина алармантна. Меѓутоа сепак, ова е нашата држава, ова е наша земја. Не треба никогаш повеќе да дозволиме по овие работи да бидеме препознатливи во светот. Патот од Маврово до Кичево е препон со ѓубре. Практично нема дел што е чист. Нова локација, нов дебакал. Овој пат тој се вика Стража. Ова е дефинитивно најпопуларното место за одмор на патот кон Охрид. Секој ден огромен број странски туристи тука застануваат да одморат од патувањето и со вкусна мекица да уживаат во природата. Наместо уреден репрезентативен простор, ова им го покажуваме. Стража е една голема дива депонија. Ѓубри има толку многу што од него веќе се прават и уметнички инсталации. Уништена е дури и патната заштитна опрема. Валкано е на сите страни. Парадоксално ѓубре нема единствено во контејнерите. Погледот кон шумата го пресретнува оваа нереална слика, за која што не постои зборови со кои може да се објасни. Ова е просто необјасливо. Нешто длабоко не е во ред со нас. Тоа треба да си го признаеме. Ова е сликата за нас. Ова е производ на односот на институциите и граѓаните, а ваквата импровизација на систем е пресликана во речиси сите аспекти во живеењето. Ова не е само еколошки, ова е голем политички проблем. Ова е злосторство врз Македонија и за тоа некој треба да понесе одговорност. Продолжуваме кон Кичево, влегуваме во градот и тука хигиената е под секој цивилизацијско ниво, но кичевчани имаат и друг уште поголем проблем. Ова е огромна депонија буквално среде град. Ридови со отпад кои скапуваат. Потемнетите делови се од горење, а чадот го дишат кичевчани, а тоа секако им го уништува здравјето. Нашите сограѓани не го заслужуваат ова. Се жалат на неподнослива смрдеа. Каква гениална идеја е да имаш огромна депонија која гори среде град. Се движиме на Кедимир Хисар, веќе не се ни изненадуваме на ѓубрето покрај патот. Безобзирно се уништуваме. За кратко стигнуваме до Железнец. Преубавото село само не потсетува на тоа колку неискористен потенцијал имаме. Наместо да си уништуваме земјата, ова можеме да го претвориме во вистински туристички рај. Ова да беше во некоја друга европска земја, можеме само да размислиме каква атракција ќе беше. Кај нас и ова е оставено да пропадне.
Продолжуваме кон Битола, еден од нашите најубави градови. Вак изгледа дел од неговата околина, неуреден простор и огромен број диви депонии. Во подножието на Баба планина забележуваме шумски пожар, чад во планината и ѓубре во низината, епохална негрижа. Веќе сме на влезот на градот, сликите поразителни. Населба Бајер затрупана е со ѓубре кое понекогаш се пали, а почесто се истура надоле кон магистралниот пат Ресен Битола. Ваква нечистотија сепак со ништо не може да се оправда. Сите ние можеме секој 2 минути да се колнеме во Македонија, но ова е производ на нашата така наречена љубов кон татковината. Ова мора да престане. Треба конечно да почнеме вистински да си ја сакаме, почитуваме и чуваме државата. Во спротивно, уште долго нема да излеземе од црниот тунел во кој сами влеговме.